Судијата осомничен за корупција, Ѓоко Ристов има значаен багаж во правосудниот систем. Во 2020 година тој стана судија во апелациониот суд, каде што одлучувал за предмети поврзани со поранешниот шеф на поранешната управа за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, отворениот ЦЈО, Таргет тврдина, кој се однесува на масовното прислушување, како и Трезор, што се однесува на набавката на британската опрема за следење на електронските комуникации. Тој исто така бил судија известител во предметот на СЈО ТНТ, кој се однесува на уривањето на комплексот Космос на бизнисменот Фијат Сановски. Додека бил судија во Кривичниот суд во Скопје, Ристов го судел предметот Метастаза, кој се однесува на злоупотреби со инвалидски пензии, предметите Албатрос и Бумеранг, поврзани со мито од службени лица, предметот Изгрев, кој се однесува на злоупотреби со имотот на МПЦ, како и предметот Тотал, отворен од поранешното специјално јавно обвинителство, во кој обвинет беше новинарот Драган Павлович Латас. Поранешниот председател на Судскиот совет Зоран Караџовски за ТВ21 вели дека во сите судски предмети каде што ќе се утврди корупција, постапките треба да се повторат, бидејќи во нив не била делена правда, туку мито. Според него потребно е итно да се спроведе ветинг во правосудниот систем. Согласно Уставот на Република Македонија, ветинг не е возможен, бидејќи кога зборуваме за ветинг, сите го подразбираме оној ветинг што беше направен во Република Албанија према судиите. Согласно Уставот, меѓународната заедница директно не може да биде вклучена во такви действија, туку треба во рамките на законите, ние имаме доволно и добри закони, врз основа на кои што може да се откриваат кривично правни дејанија и да се врз основа на тоа да се извесува повторување на постапките судски, кривични или граѓански постапки во случаи каде што е откриена корупција. Караџовски смета дека треба да се процесуираат и други случаи на корупција со цел да се прекинат врските адвокат-судија кои ги туркаат странките во коруптивни афери. Тој додаде дека граѓаните треба да пријавуваат секое барање за мито, а истражните органи да реагираат без компромис. Особено е важно функционери кои што се најдат на позиции да раздаваат правда како суди, јавни обвинители и сите останати вработени во државна служба, функционери како пратеници, министри и така натаму, треба да бидат особено подложни на критика и на испитување од страна на државните органи за прогон. Видете, корупцијата е сложена аномалија, сложен проблем, бидејќи кај коруптивното однесување двете страни имаат интерес. И доколку едната страна, јавноста или сознанија, индиции за коруптивно однесување не бидат пријавени или осознаени како од овластени институции или пријавени од граѓани кои што им било побарано некоја услуга незаконска, може да се случи да остане неоткриено таквото коруптивно однесување. За апелациониот судија Ѓоко Ристов постојат сомнежи за 2 кривични дела поврзани со корупција, заедно со поранешниот правобранител Фехми Стафа. Вториот е во притвор, додека Ристов е во куќен притвор.